Почитувани гледачи, добре дојдовте на вклучувањето во живо од фудбалскиот натпревар помеѓу екипите на ОФК Малеш Берово и Брегалница Делчево натпревар во рамки на седмото коло трета фудбалска лига Исток, кој поради изборите беше одложен да се одигра во текот на денешниот ден. Натпревар кој ќе го суди Петровски Блаже од Мировци, Петковски се извинувам, а ќе му помагаат Иван Танев од Гевгелија и Стефан Митров исто така од Гевгелија. Делегат Драги Јанушев од Струмица, контролор Илија Стефанов од Богданци. За домашниот тим на голот Вагадински Кирил се извинувам, Гошевски Михаил со број 4, Игор Велевски со број 5, Бојан Мичковски со број 8, Илија Бојчовски со број 9, Матеј Левков со број 11, Марио Гугушовски со број 15, Ерол Пилов, капитен на екипата со број 17, Маријан Чопачарски број 18, Денил Дестанов со број 20 и Александар Трајановски со број 21. За екипата од Делчево, Бобан Атанасовски на голот со број 12, Дарко Николов број 5, Давид Митев број 6, Валери Стаменовски број 7, Антон Ратков број 8, Јован Дојчинов број 11, Димитар Стоилковски број 16, Максим Смилков број 21, Петровски Дилан број 33, Мате Георгиев 77 и Мартин Дичовски со број 90. Резервни фудбалери кај Малеш: Мишовски Александар, Чепарковски Георги, Симеонов Роберт и Јакимовски Марио. Кај Делчевци: Лаза Гичев, Гоцевски Даниел, Андреј Таковски, Бојан Петровски, Марио Илиевски, Никола Спиловски, Димитар Манасиев на клупата. Службени лица кај домашниот тим: Мишовски Александар, тренер Чичаковски Михаил, Новица Печински, службени лица. Димитровски Живко, Јовановски Игор, Гоцевски Даниел и Звонко Георгиевски, службени лица, со тоа што Даниел Гоцевски е тренер на екипата од Делчево. За сега околу 150 љубители на фудбалот и неколку од Делчево. Гости кои допатува, а се очекува да пристигнат во секој момент. Токму така еве ги екипи навивачите од Делчево кои ќе дадат поддршка на гостинскиот тим. Очекуваме допадлива фудбалска представа. Брегалница, откако забележа две победи, минатото коло играше нерешено со Хоризонт Турново, додека ОФК Малеш ја забележа неодамна и првата победа против екипата на Светлост, ако не се лажам. Значи се очекува стадионот да биде полн, еве доаѓаат уште гледачи. Фудбалерите од Делчево веќе се на теренот. Се игра по едно навистина сончево време, температурите се искачија околу 20 степен. Еве ги домашните фудбалери.
Во секој момент очекуваме да излезат на центарот на игралиштето и двете екипи и да започне натпреварот од седмото коло во третата фудбалска лига Исток помеѓу ОФК Малеш, Берово и Брегалница Делчево. Права екипа е само бурата тешки големите, моите и уште 4 категории. Друг времето. Това да се увлијува, не тренира деца. Тие првата екипа мини доста четворица. Да направиме на мала ретроспектива на последните 3 натпревари одиграни помеѓу овие две екипи. Минатата есен Брегалница на домашен терен загуби од Малеш со 0-1. Потоа во возвратниот натпревар од трета фудбалска лига овде беше 0-0. А имаат одиграно и неколку пријателски натпревари. Во последниот овде во Берово Брегалница славеше со 5-4. Полека излегуваат на теренот двете екипи. Се наслушнуваат во позадина и тапани труби, како да доаѓаат наваму навивачи. Почеток на надпреварот, односно се поздравуваат играчите, само што не започнал надпреварот од седмото коло помеѓу ОФК Малеш, Берово и Брегалница Делчево. Копка е, прекалезна е, ле? Промена на страните, Брегалница ќе напаѓа од десно кон лево во сино-бели дресови. Во останата комбинација екипата на Малеш од Берово. Но тука не си? Еве се приближува и оркестарот, Блек оркестарот, да видиме само чија е поддршката. Дали делчевци ќе им вратат на гостите за навивањето минатата сезона и на теренот и на трибините ќе избојуваат победа, ќе видиме. Секогаш била добра дружбата меѓу овие две екипи, со пржени клици вообичаено овде двете навивачки групи се дружат. Почеток на надпреварот.
Да видиме што ќе се случува на теренот, започна преварот. Поздрав од Верово, аде сега на преварот регалната Малеш. На порталот Делчо 35 може да го следите истиот уживо, а овде случуваме на мојот профил и ве доаѓаат домашни музика да се дружат заедно со навивачите на регалница като потоа на позиција овде. Инаку на теренот мирно за сега 0-0. Регалници има слободен удар. Еве сега може да се вклучите на каналот на Делчо 35 и да го погледнете целиот натпревар во живо. Наистина голема борба сега овде за оваа топка. Че нема овде можност можеби за да зборуваме, бидејќи музиката е погласна. Тече на преварот. За сега без шанси на двете страни. Слободен удар за ОФК Малеш. Топката на голот, нема гол.
Еве можност за брегалница, да видиме. Дичовски. Дали ќе успее, не успева овде да дојде до топката. Но Дојчинов. Одбиена топка, дали во корнер не спасува голманот на Беровци. Прва можност за брегалница, една одземена топка на центарот на теренот. Против напад, но топката не успеа да излезе во корнер со акција на Дичовски и Дојчинов. Брегалница на почетокот малку поактивна, Стојковски. Добро сега брегалница овде одигрува Дилан Петровски. Сега нешто слично како претходно што имаше слободен удар ОФК Малеш, сега брегалница на исто далечено од теренот, нафрлена топка. Има ли корнер? Така е. Во очекување сме на добро уфрлување од корнер. Фаул за Малеш, вели судијата. Некако имаме проблем со поставувањето, овде се створи гужва на стадионот, се создаде гужва. Не изненади малку овој блек оркестар на домакините. Аут за Малеш. Високо таму во 16-тникот, да видиме овде треба добро да се изфрли. Да не се дозволи сега некаков шут тука. Се добро се извади од фудбалерите на брегалница. Успеа да го излаже оваа топка голманот, но сепак се снајде некако Атанасовски и изфрла во корнер. Корнер за Малеш. Најдобар во скокот, највисоко овде Боган Атанасовски изфрлова топка. Има ли можност за контра? На почетокот изгледаше како да има можност, но се стабилизира одбраната на Малеш, сега фаул за нив.
И сега фаулиране на ударите на Малеш, инаку се отвораше однос овде за тројца играчи да спрема двајца беа ударите од Делчево во оваа акција. Има предност од еден играч. Доколку продолжеше акцијата ќе беше опасно. Сега го повикува овде судијата да се извини играчот од Делчево за овој обид за кошкање со спортивниот играчот од спортивниот табор. Билов исфрла аут еден од играчите на Брегалница, Петровски била ми се чини. Гол аут. Атанасовски до Николов. Сега треба овде да се пресече една топка, не успева. Доколку не се следи внимателно оваа акција може да биде лошо по голот на Брегалница. Така е, се истрла топката во корнер или аут. Толку беше музика, сега може малку да зборуваме повеќе, иако не беше на одмет малку да се развесели публиката во ова пијанечко-малешинско дерби. Повторно гол аут. Тамо е со број 11 Дојчинов, да видиме дали нешто ќе успее да извади од овој мал притисок што го прави кон противничкиот играч. Сега Дичовски овде се бори за топка. Прати ја назад бе дечко, ми се три пати испада грешка. Се вика бе петката. Јас не знам. Му име тоа. Ратков. Одлично овде кон Дојчинов, но не стигнува топката до него. Аплауз за оваа добра интервенција од гледачите. Петровски сега таму највисоко со цел да испрли ова топка што подалеку, а може би да создаде шанса за неговиот соиграч Стојуковски. Фаул овде за Брегалница, мислам. Смирено ќе тргне кон противничкиот дел од теренот. Гостинскиот тим. Сега Пилов овде. Дали имаше фаул? Нема. За сега не се огласи судијата, аут за Малеш.
Борба за топка таму на двете екипи. Кој прв ќе стигне до топката? Не успеа таму играчот на Малеш Дестанов, мисли че со број 20. Аут за Брегалница. Сега аут за Малеш. Не успеа најдобро да исконтролира топката Митев, мисли че. Нема фаул, овде вели судијата, контранапад за Брегалница. Дојчинов сега ќе биде сам. Дали е така? Да видиме. Не успева да дојде до топката, дали беше фаулиран, станува и вели судијата. Како да сака да каже со тие зборови дека немало овде контакт. Се е водец од Дојчинов, сега топката е за Малеш, вели судијата. Судиско потврлање, но беше во нивен посет, од таму ќе продолжи акцијата каде што застана. 17 минута. 18 поточно од овој надпревар. Сега мини притисок на Малеш. Пилов овде далеку стигне топката до еден од помладите играчи на Малеш, не успева. Ратков во средината каде што беше Дојчинов, но не стигнува топката до него. Диван Петровски. Претходно тоа беше Мате Левков кај ОФК Малеш, кој беше во обид да ја стигне топката. Сега таму борба за топка, но успешен играчот на Малеш кој изфрла во аут. Бојчевски со број 9 мисчини. Петровски. Нафрлена топка. Прави финта. Личевски сега овде. Дали имаше фаул? Не. Продолжува играта. Дојчинов во обид да дојде до подобра можност да центрира. Аут. Нов центар шут во средината на 16-тникот, во срцето на 16-тникот на Малеш, но топката броги во нозете на фудбалерите на ОФК Малеш. Сега обид за контрнапад на Пилов да го пронајде својот соиграч, но ја одзема овде оваа топка Брегалница. Сега греши Ратков. Наистина од сонцето овде нема добра прегледност на каде да ја движиме камерата. А инаку навистина прекрасни временски услови. Температурата околу 20 степен. Сега во офсет беше Дојчинов, мораше да чека оваа топка да отиде напред. Нема многу работа за сега Петковски Блаже, главниот судија на овој надпревар. Стивна и музиката.
со која повторно домакините прикажа дека од секогаш кога играле Брегалници Малеш има забава на трибините, еве сега видиме кој ќе биде побрз, сепак голманот на Беровци. Вагадински Кирил од младинскиот состав. Напред далеку таму кон својот соиграч. Мини контакт за фаул. За домашниот тим. Негде 30 на метри од голот на Бобан Атанасовски. Но 5-6 метри од неговиот десен дирек завршува топка. Има поставување на тересот и потоа испрлање во поле или додавање, ќе видиме. Сепак ќе се реши да дораде на крај. Петровски, да видиме сега. Препушта на Стилковски моментално со топката. Добра финта. Стаменовски. На другата страна кај Николов. Се извинам, тоа е со број 77 се луди сега само од себе, можеби Георгиев Матеј. Постигна убав гол во до 1 при онаа победа на Брегалници со 3-0. Петровски повторно на вистинското место. Дали ќе биде фаулиран овде? Дали ќе има фаул за него? Не. Може би имаше мало туркање и сега мала грешка на Стилковски, но ќе стигнува Ратков ли? Не со број 6, тоа е Митев. Одлично. Сега топката тука до Дичовски. И офсайд тротна на преварот. Митев сега повторно додава до Николов. Носители на играта, би рекле, во одбраната на Белчевска Брегалница. Засилување. Оваа година за тимот од Делчево. Тимот од Берово со повеќе младински фудбалери се спротивставува денес на екипата од Делчево. Сега Дичовски ќе шутира ли? Така е. Не беше силна оваа топка, но доволно колку да се смета во оквир на голот. Прв шут. Еве сега Дојчинов дали ќе исконтролира? Не. За сега не. Да не знак ауто да биде изведен. Пилов таму сега изнудува аут, но аутот е за Брегалница.
Топка кон будно е следеше ова акција. Дојчинов, сега Брегалница напаѓа по десната страна. За сега нема фаул за Брегалница во овие контакти. Само сега овде да биде внимателен Митев, така е. И веднаш можност имаше овде посмирено да додаде можеби до Дојчинов во средината на 16-никот се наоѓаше фудбалерот од Делчево, но на крај аут за Малеш. Игра со рака на голедот на Малеш, сега борба за малку простор. Николов. Подскок на топката Ратков ја прифати инаку, но не успеа да ја задржи, сепак аут за Брегалница. Николов е нафрла, една висока топка овде, но превисоко тоа за било што. Нити за центар шут, нити шут, но обите сепак. Во најдобра намера Николов овде да го проигра Дојчинов. Како да се игра малку попредпазливо од што се очекуваше. Греши сега се лизна овде Митев. Но одзема овде Дичовски внимателно ја следеше ова акција. Така е, добра акција овде. Сега неконтролирано овде. Пак Митев, топка за Малеш. Нема ништо овде. Одлично одбрана на Атанасовски, овде се имаше во оваа акција и можеби фаул претходно. Се уште никој не ја исфрла топката во аут, бидејќи се жали на повреда на играчите на Брегалница. Петровски Дилан. Ќе мора да провериме во второто полувреме како е на другата страна од теренот. Дали сонцето ќе прави проблеми. Од овде имаме впечаток дека е затемнета сликата некако. Обид овде да се проигра со број 20 Дестанов, но преспор беше тој или пребрза беше топката. Стилковски? Се уште Стилковски изненува аут во овој дуел со младиот Левков, како што кажавме претходно. Сега фаул за Брегалница. Поради црвен картон Пешовски не е во составот на Брегалница, кој го заработи на минатиот направа со Хоризонт Турново, на кој Брегалница ремизираше во Делчево.
повеќе екипи годинава со бодови кои се тука некаде на една разлика. Води победа Валандово на претолигашката табела за сега со максимален учинок и натпревар помалку. Сега фаулиран овде Дилан Петровски. Признава Пилов. Од оваа позиција неретко се одлучува да шутира Стаменовски, но ќе видим. Токму тој е кај топката. Дали директно ќе се објави да го загрози голот, ќе има додавање или пак ќе нафрла во 16-тикот, ќе видиме за кратко. 32 минута на преварот. Сепак Митев. Дале. Русија што се дава вчера. Абе Русија не има ембарго, не сме да го. Се чириш това на Русија не има ембарго, не сме така. Внимателно таму сега Никола постава топката да дојде во раците на Атанасовски, кој бара слободен играч, ќе се обиде директно да го проигра Стоилковски, така е. Топката веќе е на центарот на игралиштето. Но закасна задосни. Стоилковски на клубово овде се движеше топката кон средината на теренот, сега можно за Пилов кој се лизна, треба да внимава овде Митев, така е. Бара рака овде Дичовски, но при тоа и фаулира. Немаше овде игра со рака, да бидеме искрени. Пачарски овде Бојчевски се договарат кој да изведе. Ништо и од оваа акција. Ратков. Георгиев. Гол аут. Јас се тоа се не на моето патко посто го викаш, да штиците. Кога нема пуштиш русички, да ти извада. Его тура на машини на тренера. Јас тоа го не. Давид Лопаш се диси по Давид Лопаш Давид Лопаш криu таки сиња Бреганца на негова возможност за 3 минути игра. За 3 минути игра. Маланите питаха што ти има. Он довел Горан Стојанов, брадот ми е сите коли. Значи преход. Во Бреганца провали. Аут за Малеш. Да. Травмове, стави два гола, што дојдат дома и травмове, Еве сега 2-1, шанса за
Брегалница, да видиме како ќе се одвива ова акција. Тука се придодава со број 90. Блокада имаше за Дичовски, аут за Брегалница. Добро овде блокираше еден од бранбените фудбалери на Малеш. Завршни 10 на минути од првото полувреме. Николов. Борба за топка овде би рекол, но еве судијата се реши да засуди фаул за сепак за гостите, да. Бидејќи за домакините некако сам во воздух ритна и со број 20 Дестанов. Затоа ме зачуди ова свирење фаул. Стојковски продолжува играта. Петровски овде мора да сврти на неговата десна страна, но греши овде. Исправа својата грешка Ѓоргиев. Јас сум играч за да тепа, е. Јас сум играч за да тепа. Кошарко. Неме фудбал. Фаулиран таму гостинскиот фудбалер. Как и кошарката степа се сходи. Јас сум во Прага. Ако е стрел, ќе изгубите му. Да не баш чите таме, да. Така става одр. Але не спуснах се купи играш строши. Сега сите во 16-никот на Малеш. Ако добро се забележува одовде, Рядков е кај топката. Висока топка кон Николов. Сепак не доаѓа истата до него. Аут за Малеш. Еве ќе зедеме малку на трибините. Делот за домашните навивачи преполн, а преполн и за гостинскиот простор. Пилов. Сега е лошо, но не успева овде Левков да се снајде најдобро, при тоа и фаулира. За сега нема жолт картон за никоја една екипа, што значи дека се игра на граница на дозволеното. Мора убаво да се изведе овој словен удар. Петровски ќе врати до Николов. Сега топката малку неконтролирано се движи на сите страни. Николов, Петровски. Фаул овде, фаул. Се виде тоа. Има ли можност од прекин Брегалница да го загрози голот во финишот на првото полувреме? Ќе видиме. Јас сум сато одрвија. Мањето. Јас го реков такси. Да немаш кој.
Викам това нема би така. Да, имаш кој да си. Па и тоа не ми. Как сте ви? Oj, Anđel, mače ti na ledu. Ja znate. Nekada beše. Daj mi takav. Dečko. Sprvo. Marahne. Lažo! Če mi niš kuro? Če mi... U redu se mi kao laži. Kad se pričamo, dok se pričamo, čire, to. Ja ga tražim. Čire, Ставо хура. Не забележам, добро ми се чини дека Николов Уди опе. мале лука се чира. брани Лупинскиот голман. Брзо изведена акција, Ѓоргиев. Да видиме дали ќе казни Брегалниц оваа грешка. Пенал или офсайд? Сепак офсайд. Подигнато знаменцето. Како фаул овде изгледаше доста остро ова интервенција, сепак да видиме станува фудбалерот на Брегалница. Стаменовски и слободен удар од доста добра позиција, ќе има можност да шутира токму тој, доколку така се договорат со неговите соиграчи, бидејќи ова е обично позиција каде тој шутира, или фудбалер со лева нога овде можеби по добра варијанта би бил да го изведе овој удар директно во голот, така барем изгледа од овде. Дека ќе се оди на директен шут, што не мора да значи. Да видиме. Лебукар се мести. Тоа е Ѓоргиев. Но за нафрлање тука и исто така за директен шут и Стаменовски, играчот на кој беше направен овој прекршок. Ѓоргиев. Топката во корнер будно ја следеше оваа акција голманот на Беровчани. Мини притисок на Брегалница со неколку прилики да дојде во водство во овој завршни минути од првиот дел. Се договора таму судијата да нема кошкање во средината на 16-етникот на ОФК Малеш. Корнер за Брегалница, Ѓоргиев.
Фаул и топка за Малеш. Дури интересно е што за овој период од годината во Берово е навистина пријатно времето за игра, токму на истекот од 45 минути, 16 секунди малку повеќе. Траеше првото полувреме, крај на првиот дел, ОФК Малеш, Брегалница Делчево 0-0. Тука беше ве стига го виде.
Sada sa Slafordom. A? Slaford. Da, nema još tjera. Na 0-0 nije često da igramo i znamo da će da žele. Samo neko povoljno za rekomenzaciju. Ja sam može sa jedinu... Sam formule Pa povrdili go na utakmicu. Darko na crvene. Nemam neki ključni igrač tu bi za vtoro polovreme, pa će vidim. Na Goce, na Kennedy. Odmah sad treba da zapne napiske. Posso lá, velho?
Što nas tako što gotovo. Sve je matematika u fudbalu. Пред стартот сме на второто полувреме, излегуваат фудбалерите на двете екипи. Се игра седмото коло, второто полувреме од седмото коло во третата фудбалска лига Исток, овде на градској стадион во Берово. ОФК Малеш и Бригалници по првото полувреме одиграа без голови. Тони Монтана! Тони! Не, нема да ми го. Ја сам се не. Тони! Може ли тајче победа делика? Не бе! А зашто? Победа на Алексејния Нема да ми го. Малики, не што годи. Починувам! Започна второто полувреме. Помеѓу ОФК Малеш и Бригалница Галчево.
Не успева Радко Поведа да дојде пред топката, фаулиран, високо подигната нога. Браво изведена акција. Стилковски таму греши, но не следеше најдобро дојчино, кој можеби можеше да дојде до оваа топка. Спилов сега таму се бори со двајца фудбалери и фаулиран. Далеко напред таму кон Атанасов. Голманот на Брегалница. Николов ја започнува оваа акција. Митев се извинува. Не, Николов. Со број 5. Бован Николов. Со број 6. Давид Митев. Со број 21. Со број 21 рековме Максим Смилков, со број на голот на Брегалница Атанасовски Бован. Нема измени, ми се чини, во двете екипи. Забележуваме таму Стаменовски, исто така во игра со број 7 кај Брегалница, со број 77 Мате Георгиев, сега фаул за Брегалница. Со број 33 исто така Петровски на теренот, Антон Радков со број 8. Стилковски Димитар го споменавме со број 16 и со број 90 Мартин Дичовски. Значи истиот состав од првото полувреме истрча на теренот и во второто полувреме за гостинскиот тим. Кај домашните Вагадински Кирил број 1, Михаил Гошевски број 4, Игор Велевски број 5, Бојан Мичковски број 8. Да повториме оваа акција на Брегалница, потоа Бојчевски Илија 9, Матеј Левков 11, Марио Гугушевски 15, Ерол Пилов 17, Маријан Чупачарски 18, Денил Дестанов 20 и Александар Трајновски 21. Аут за Брегалница. Сетковски Блажан Мировци, главен судија на надпреварот Иван Танев и Стефан Митров помошници. Добро е следеше оваа акција фудбалерот на Брегалница. Сега еден мал карамбол овде со глава Митев со број 6. Ови таму да се проигра со број 11 младиот Левков, со број 16 Стилковски наместо исто во корнер, во аут. Не успела топката да стигне до Георгиев, се луди таму Атанасовски или одбранбениот играч Митев за ова несносно додавање. Дестанов.
Бојчевски. Брз поток по топка има. Топката излезе од теренот, вели помошниот судија. Сега Ратков тргнува напред. Дали ќе биде фаулиран? За сега ја одбегнува можноста да биде фаулиран. Таму кон Дојчинов го чека вистинскиот момент тој да дојде до израз. Сега нафрлена топка таму кон не следеше Ратков и корнер ми се чини. Ратков знаел директно од корнер да дава голови, тоа овде во Берово ми се чини има дадено еден гол. Дали таква ќе биде овој пат? Не бидејќи корнерот за сега не бидејќи корнерот ќе го изведе со број 77 Матеј Георгиев. Втора минута. Да видиме дали по Пекин Брегалница ќе дојде до водство. На гостика и Малеш. Сега опомена овде за двајца играчи, Дестанов и Смилков. Ерол Пилов овде објаснува дека нема потреба во вакви ситуации. И за малку гол од корнер. На првата статива будно следеше овде еден од играчите на Брегалница. Може би тој ја допрела топка. Сега грешка мала на Брегалница, сега тројца на тројца. Треба да се внимава при ваквите ситуации. Спилковски таму треба да смири, но греши. Пилов е тука да додаде до својот соиграч кој беше осаме во нападот Дестанов. Ништо за сега од овие двете акции. Топката незгодно отскокна од Бобан Атанасовски, внимателно следеше. Ако сега од за Брегалниц, Бојчевски малку овде. Ратков додава овде до неправилно изведен аут или офсайд. Сгреши овде Ратков. Не сочека да се врати од офсайд играчот на Брегалница. Игра вели судијата, нема овде фаул. Повторно топката близко до нозете на Пилов. Сега Дојчинов таму чека шанса и фаулиран. Еве нова можност да се загрози голот од далечина, велат дека животот е математика, во смисла колку се залагаш, толку ќе добиеш подоцнако. Во првото полувреме Брегалница имаше 2-3 шанси. Поблизу некако беше можеби до погодок за нијанса, може би тоа ќе им се врати во второто полувреме, но да не филозофираме, ќе треба да видиме до крај што ќе се случува. Секој труд кога тогаш се вреднува ми изборот, па ако напаѓали во второто полувреме, Брегалница може да очекува да
дојде до водство. Да видиме дали тоа сега ќе биде случај. Не, од живиот зид во аут. Криста беше до стари, ама многу ми прогласува ОФС висок риск. И не смеат Да видиме сега. Отскок нова топка. Немаше овде најидеална. Требаше тоа да го забележи ситуација за да шутира играчот на брегалница. Сега наликува на добра ситуација доколку ја задржи топката. Гостинскиот фудбалер овде при еден обид да исфали топката, фаул за Малеш. Фаулиран Пилов во обид да исфали топката Митев. Николов се извинувам, добива и жолт картон. Мислам дека немаше намера. Од друга страна се сеќавате па и на надпреварот во Делчево, кога минатиот октомври, минатата есен, во еден сличен надпревар напаѓа и домашните и гостите, но гостите си заминаа со 3 бода од Делчево, така што додека не завршат оние регуларни минути, не можеме да тврдиме кој би победил на овој надпревар. За сега некако е гал, изедначено играат фудбалерите на двете екипи. Силен удар овде на младиот. Дали тоа беше Левков, не видов. Дестанов ќе врати назад. Левков таму повторно добро додава до фудбалерот со број 4 на Малеш кој ќе центрира по земја, но прифаќа овде гостинскиот фудбалер и сега напред таму ќе го бара Дојчинов, но тука Пачарски ми се чини или некој друг од одбраната. Греши овде гостинскиот фудбалер, сега нова можност за Малеш, да видиме Дестанов. Таму Пилов е осамен. Фаул за брегалница, вели судијата. Топка за Атанасовски. Gdje je senzacija igra? Ostane da može dodati. Vidi. Deka. Pomoći da može dodati. 60 минута, дава знак судијата овој прекршок да биде изведен, но само до нозете на Пачарски, кој додава до Пилов. Левков. Грешка сега, топка убава кон Дојчинов, да видиме. Не успева да ја сконтролира, но сепак некако останува таа во нозете на брегалница, сега сепак не. Се стркава топка до Пилов. Левков таму. Аут за Малеш. Точно 60 минути се играат до сега. На градскиот стадион во Белово нема голови.
Треба што побрзо да се отстрани ова опасност, така е. За сега топка во аут. Фаул. Мате Георги, така. Стоилски во игра во второто полувреме. Сега забележавме на местото на ќе провериме за кратко. Може би на Смилков. Изправувал сега Стоилски. Ама много са лоши, не те Николов. Топка за Брегалница, вели главниот судија, а и помошникот. Така се доби печето периодов, но се лутат фудбалерите на Малеш дека според нив ова било аут за нив. Додава веднаш Стоилски до Петровски, силно таму напред, високо кон Ратков. Аут за Малеш сега. Иако Ѓоргиев вели дека аутот за Брегалница, сепак судиите се тие кои кажуваат за кого е топката. Он го пушча пред Петров. Ајде, Малеш! Ќе успеат да открадат една топка гостите, не за сега. Одлично овде Стаменовски. Фаулиран ми се чини. Не. Сега ќе нафрла овде најверојатно фудбалерот на Малеш, опасно ќе биде, но спречува гостинскиот фудбалер опасност во 16-тикот на Атанасовски. Тоа е со број 33 Петровски. Аут за Малеш. Пилов. Чуден центар шут, но топката сепак во гол аут. Како да нема желба ниту едната ниту другата екипа да се приближи нешто посериозно до голот на Атанасовски или Лосовнат на Малеш, на кого му го заборави презимето. Сега Ратков да видиме, опасност за Брегалница. Убава топка таму. Варадински. Сега ќе провериме. Николов мора да врати до Атанасовски, кој не баш најдобро исподава топка, назад се враќа таму фудбалерот на Малеш, повторно топка назад кон Бојчевски. Мал притисок на Брегалница тука Ратков. Тоа го бара и тренерот Гоцевски, сега Дестанов. Петровски овде. Стоиловски овде имаше контакт. И веднаш жолт картон.
Вагадински така е голманот на Малеш. Мичковски фаулиран. Абе, пиво му дай, ей! Koski! Доктore, дири рака, докторе! Што правиш, важен? Плачарски кај топката. Во 16-тникот на Брегалница, таму нема никој. Нема прифаќа никој поточно. Сега е опасно. Атанасовски. Немаше играчи. Затоа овој збор опасно не важи. Дали Дојчинов овде ќе се снајде најдобро? Саме осамене во нападот. Како мисли Брегалница да дојде до трите бода на ваков начин? Иако има тројца во позадина на помош Дојчинов, во овој случај немаше. Сега тој дига рака дека е слободен, меѓутоа продолжува играта во овој дел од теренот. Игра со рака овде, но продолжува играта, судијата дава предност. Дичовски ја овде фаул, поточно игра со рака, фаул, прекршок. Игра со рака е најточното. 28 од 25 до 30 метри од голот на Вагадински. Ајде, Ратков. Сега најважно на Брегалница очекуваат прецизен удар. Како што тоа му успеа на Барди, но на Ратков не му успева за сега. Во најдобра намера да на нишани прецизно кон голот на Вагадински, но не успева за сега. Останува 0-0, 69 минута. Се ближиме кон 70-та минута. Мирно е, како што вели овде еден гледач и на трибините и на теренот. Музиката на почетокот малку ја вжешти атмосферата, но тоа беше се. Ајде, моля! Да видиме дали овој аут го изведе Глошевски Михаил. Пилов нафрла во 16-тникот, но Бобан Атанасовски прифаќа и сега таму двајца играчи доколку ги забележи напред се на Брегалница. Дојчинов и Ратков, дали ќе стигне топката до Дојчинов? Не. Мора сега да притисне овде Брегалница. Мини пресинг да направи. Емил, ама кари со нешто. Ева да пинца. Еле адмене со феленце, е. Матеј Георгиев, топка кон Дичовски. Обезбедува аут. Но фаул за Брегалница. Предходниот го изведе Стоиловски.
Не успева топката да стигне до Ратков и сега напаѓа Малеш. Бара обид за контра овде. Петровски, да видиме. Испрлава аут. Да ја спречи оваа мини офанзива на домакините. Петровски испрлава аут. 71 минута. Килов. Таму обид да се префрли топката на спротивната страна. Добра овде контрола на топката на Милков. Сепак тој е во игра се уште. Пилов успеа да врати оваа топка во посет на неговата екипа, но за кратко. Сега Дичевски мора да смири. И како фаул овде со тело. Имаше можеби мала намера за жолт картон. Но ова е сепак дел од играта, борба за да се дојде до топката. Ке изведе Стоиловски. Дали има замена, така е. Пред да биде изведен овој слободен удар. Најверојатно по овој прекршок. Со број 5 Николов. Дестанов излегува, сепак ќе се сочека да се изврши оваа замена. Не се забележува добро кој ќе го замени Дестанов. Се забележува, да. Ни суфлира публиката овде дека тренерот на Деровци е во игра, кој исто така има право за настап. Грешка овде мала на голманот, но ја исправа Вагадински. Мишовски Александар е во игра на местото на Дестанов. Тренерите на двете екипи се со право на настап за екипата, за својот тим. Даниел Гоцевски можеби ќе го видиме. Тој настапи на овој натпревар одигран во Делчева и во Берово исто така играше минатата пролет. Петровски сега фаулиран. Требали да има жолт картон, ако имаше претходно за еден од фудбалерите на Брегалница, можеби ќе има сега и за напаѓа Мареш. Офсет или прекршок. Го фати играч таму, повредениот играч. Играчот над кој беше направен прекршок, станува веднаш нанова. Илија Бојчовски сега ќе нафрли во 16-тикот на Брегалница. Опасни се ваквите нафрлања секогаш. Млак удар. Топка кон Мишовски, но гол аут.
Најнепопуларниот резултат го имаме во овој момент 0-0. Ратков. Стоиловски каде сега додава до Петровски, се бори Петровски. Да, ќе изнуди нешто овде бегалница Дојчинов. Додавање до Ратков, да видиме. Претходно прекршок вели судијата, се лути Дојчинов. Значи, папа, познаваме изгледа нещо. Бојан Петровски во игра го забележувате со број 9, топка кон Дојчинов. Офсет вели судијата. Уште пред да стигне топката до него, гледачите бара офсет и го добија. А и така и најверојатно и беше. Стоиловски. Еве можност. Петровски добро додавање овде до Георгиев. Има ли нафрлање или ќе изнудува? Греши. Но грешат и Беровци. Овде Стоиловски фаулиран. Можна се овде добро да се центрира во 16-етникот на Малеш. Несмасен беше овде фудбалерот со број 21. Може би тој малку се повреди при овој обид да го фаулира Стоиловски. Да не дозволи да се загрози голот на неговиот колега Варгадински. Александар Трајановски со број 21 кај Беровци. Одовде убаво изгледа оваа акција, да се нафрли директно со глава некој да го загрози голот на Варгадински. Поставеноста изгледа исто така добро, но треба да се реализира. А понекогаш, обично тоа е најтешко. Таму каде што немаше никој. Двајца играчи се жалат на повреда, овде кај Малеш и таму еден од гостинските фудбалери. Може би по бот им одговарање на двете екипи, но може би и не. Секој си има своја пресметка за тоа што очекува од овој надпревар. Брегалница е во екипите во горниот дел на табелата, меѓу екипите кои за сега добро котираат со 3-0-3. 3 победи, 3 порази. Не се извинувам, со 3 победи ми се чини, една нерешена и 2 изгубени. Тоа значи дека има 10 бодови на контото. Во ова надпреварување еднаш мора да биде слободен, значи
Се уште нашата екипа не е слободна, мислам дека ниту Малеш. Ej, pate! Може би во правото кога не се сеќавам. Беа слободни фудбалерите од Берово. Она што е сигурно засега дека екипата на Победа од Валандово е неприкосновена на првата позиција. Потоа следуваат екипите на Горизонт, Кардинци, Брегалница. Искам да ти реча, сета код нема пари, Рудар и други екипи. Некако минува времето бавно, како и двете екипи да се задоволни од моменталниот резултат. Топка кон Дојчинов. Да видиме. Истрча гол на Дојчинов, но судијата вели офсайд. Лечков се правиш, бе, Лечков. Радков. Топка таму кон Бојан Петровски. Ќе остава да излезе во гола од таму Бојчевски. Така е. Се помалку време за било кој од екипите да дојде до победа. Петровски не ја забележува топка. Остава Лете пушта на тебе да играш. Или да издева малко. Или си да смешил публиката. Било другар. Дики до там малко. Отиги до кидаш. Гостинскиот додаде топката да ја прифати Атанасовски, сега веднаш обид за контранапад, но ништо од ова. Обити на Малеш да организира контранапад сега. Или обид да се пронајде со број 11, да видиме дали ќе казни Левков. Прифаќа Атанасовски, пред тоа гол аут. Јанка, дека човек, Маце Георгиев сега. Радков. На левиот дел од теренот е Дојчинов, но еве да видиме. Не успеа да се исконтролира овде во своето движење, паѓа на тревата и отказа гостите, за домакините, за Вагадински. Кој се пресмета Петровски. Дилан Петровски. Топката кај Дојчинов. Повторно Петровски. Дали ќе центрира овде, има ли слободен играч? Исфрлен од контрола од гостинскиот, од домашниот одбранен играч. Сега Пилов не исконтролира топка. Митев. Подкрепнува таму со број
12. Напред таму топката да видиме дали ќе искористи некоја грешка на голманот. Радков не успева. Пилов. Сега во корнер немаше представа каде е гостинскиот играч. Под притисок корнер за Малеш. Опасност е ова по голот на Атанасовски, да видиме како ќе биде изведен овој корнер, дали ќе значи ништо од сето ова, таму се бараше на трета статива. Една навигација на Малеш, нов корнер. Ке го изведе Бојчовски, се движи кон корнер знаменцето. И само ние седим. Ние се седим. И туку, а да видиш да честуваш веќе да. Мачичкада. Бараат пена овде домашните навивачи. Дојчинов смирува, враќа назад кон фаулиран таму играчот на Брегалница. Ѓорѓиев Матеј. Продолжува играта, уште 3-4 минути до крајот на надпреварот. Стоиловски. Радков, Стоиловски. Радков. Топка кон Петровски, но не е успешно додавање и сега таму на спротивната страна е Дојчинов, дали ќе беше ли фаулиран, така изгледа одовде, но сега е ова аут за Малеш, вели помошникот. Нападја Малеш. Изфрлава од Брегалница. Неправилно изведен аут, топка за Брегалница, се помалку време било кој да постигне гол. Како да се задоволни двата тима со ова реми? Немаше преголема амбициозност за голи од страна на двете екипи. Има уште некоја минута, да видиме сега. Топка кон Дојчинов. Овде не следеше најдобро Радков, дали ќе стигне, така е. Радков, му бегова топка, Стоиловски, смирува Радков. Дали ќе нафрли или ќе чека да биде изведен корнер, да возможи корнер. Точно во 90-та минута судијата означува крај на овој надпревар. Искрено, јас како гледач не сум задоволен од овој надпревар.
Не знам за вас. Не,